Поголем дел од просторот над патот кај езерото Младост веќе има своји собственици. На овие парцели ќе се градат хотели и мотели. Наскоро ќе започнат градежните активности. Годинава, според локалните власти, кампување покрај езерото нема да има. Дневните посетители со задоволство може да присуствуваат во сегментот на користењето на околината на езерото Младост, меѓутоа не заборавите дека ние завршуваме и со канализациониот систем кој е готов. Само чекаме уште подписот на ревизорот, односно на надзорот во сегментот на неговата исправност, така да езерото е комплетно снабдено во моментот со инфраструктура. Општина Велесден Новиве распиша оглас за продажба на уште 2 парцели покрај езерото. Јавниот повик ќе биде отворен 1 месец и овде ќе се градат хотели и мотели на парцели со големина од 5 и 10.000 квадратни метри. Почетната цена за квадратен метар изнесува 283 денари. Градењето на објектите е условено со законски рок, во кој што треба да се извадат потребните дозволи и кога треба да почне градбата. Значи, ние стригно пазиме на тие законски рокови, нели? Во тој сегмент, така да езерото го нуди она што го нуди секој природно езеро, значи имаме и доволен број на капацитети во сегмент на посета, сместување, користење на дневни плажи и сето она што е потребно за туризмот. Токму ние во овој сегмент сега ова што го работиме, скоро ќе го објавиме и продажбата на 43-те локации што ни се во продолжение на населбата предвидени. До сега општината веќе продаде 4 парцели покрај езерото Младост. Нивните собственици имаат рок од 1 година да ги извадат потребните градежни дозволи.